на сите, добро дојдовте во моето ново видео во кое што денеска ќе одговарам на вашите претпоставки за мене. Напишав и на Инстаграм вчера едно стори во кое што требаше да ми пишувате претпоставки за мене. Ова е иначе популарен тип на видео, посебно последниот месец некако сите низ цел свет го снимаат, така да решив и јас да си видам што вие и претпоставувате за мене. Не ми се претходно одбрани, јас во моментов ќе одам тука во респонсес, што ми се насториво, и сите вие вака ќе ги читам и ќе одговарам да видам што вие претпоставувате за мене и уствари треба да одговарам дали е тоа точно или не е точно. Сакаш да седиш дома и да едитираш видео отколку да излегуваш со друштво? Не, обожавам да излегувам со друштво, а и едитирањето е оној подосадниот процес од целото креирање. Најинтересно е ова, уствари снимањето, а едитирањето е така подосадно малце. Така да дефинитивно искачање, мада ми си има случајно и ради потреба од едитирање да не искочам, така да некој напишал креативен, добар, колку што гледам јас, убаво понашање, искрен, те поддржувам и само напред. Фала ти. За вакви работи нема да одговарам на вакви работи затоа што не сакам сам за себе да викам дека сум ваков таков, дали сум добар, дали сум креативен, тоа повеќе вие треба да го заклучите, али мило ми е што така мислиш. Многу си го сакаш новиот компјутер, си го обожавам новиот компјутер. Висок си, не сум висок. Сега не можам да ви кажам точно зашто се неам мерено, али не сум висок човек, верувајте ми. Многу од вас имате и шанса да ме запознаете, посебно на турнеја во моментално што оди, така да не сум висок. Обожаваш да носиш капи? Кој ја? Не, капи, кај јас капи. Си бил бубалица во основно и средно? Не. Никогаш не сум бил бубалица, дури и поради тоа што ми е досадно и што сум сметал дека други работи ми се поважни од школото, што ве молам вие што ме гледате не го правите тоа, туку ставете го школото на прво место. А јас секогаш сум бил оној тип на кампањец, ако така се вика, што кампањски учев, ако доаѓа тест, ќе седнам ден пред тоа и ќе научам колку успеам да научам и секогаш така сум функционирала, не сум бубала на лекција по лекција, така да не. Али вие учете. Организиран човек си. Многу сум организиран. Дури многу луѓе ми се чудат, али имам и планер што секој ден запишувам што правам во текот на денот и да не заборавам, зашто и не знам, едноставно многу работи ми се случуваат во текот на денот секој ден, така да мислам ако не ми е планерот ја цело време нешто ќе заборавам и нема да успеам да функционирам асално. Многу од вас претпоставуваат дека имам девојка, ама дека ја кријам. Девојка немам, ама тоа не значи дека кога би имал дека јас би ја кажувал јавно. Тоа поише би било прашање дали Нејзе би одговарала нешто такво, ама не би криел дека имам или немам, така да моментално немам. Предпоставам дека си роден во Србија. Не сум роден во Србија, роден сум во Македонија, иако презимето ми е Рашковик. Некој ми пишал дали си нормален, не ми личиш баш. Бога ми, и ја мислам дека не сум нормален. Изгледа дека јас сум твој тип, многу сакам дуксери исто како и ти. Да, ја обожавам дуксери, ако можам само дуксери би носел и ништо друго, многу мразам кошули, чуда и на свечени работи, затоа избегнувам и не сакам толку свечености и чуда, зашто не сакам да носам кошули, сакоа и чуда. Никогаш не сакаш да ставиш стори што нема да биде убаво едитирано. Ова е многу точно, затоа што јас сум перфекционист и сакам се да ми изгледа онака баш кој што сум си го замислил, али не за стори некогаш се дешава да сум во брзање да морам нешто да ставам, така да не секогаш ми изгледаат убаво, али се трудам. Алергичен си на некој овошје, неколку што јас знам. Ми се испразни батеријата, така да продолжувам после цел саат да го снимам пак видео. Кај застанавме сега? Марија ти е девојка, но тоа не сакаш да го кажеш. Не, Марија ми е најдобра другарка, така да Добро, фино, паметно дете со култура пред се, браво. Добро, вакви реков нема да коментирам, али има многу вакви ко 70% се ко фалење. Не ме фалете луѓе, сакав да праќате претпоставки за мене. Што треба да кажам дали се точно или не. За ова ми е глупаво да кажам дали е точно или не, дали сум паметно дете. Стефан е фан на Apple, точно. Мислам дека имаш девојка и пушиш цигари. Девојка кажа дека неа, а за цигари никогаш немам пробано и сум голем противник на тоа, така да немам никогаш пробано, ниту планирам. Предпоставам дека си малку чуден. Нели сме сите малку чудни. И тоа е убавото ствари. Многу културен и паметен. Јао, уште малце ќе ме вообразите. Мрзлив. Зависи за што. Личиш на Саваш од серијата Меријам. Добро. Не знам ни што е Меријам ниту Саваш, али окей. Човекот секогаш ќе кажува вистината и е многу искрен. Да, не сакам да лажам воопшто и нема потреба воопшто да го правам тоа. Искреноста ми е најбитна и во однос јас кон вас и во однос јас кон некој мој близок, така да
Многу сакаш да играш фудбал, сакам, ама одамна немам играно. Ако ви се игра фудбал, викнете ме. Многу сакам да играм фудбал. Предпоставам дека би пушил цигари во иднина. Јас не предпоставам затоа што кога нешто ќе кажам дека не, така да чим до сега покрај сите мои врсници со толку години немам проба ниту дим земено, така да не верувам дека некогаш ќе се случи тоа. Предпоставам дека ти се спие. Па денес спиев поише, али често да ми се спие. Предпоставам дека сакаш кучиња, обожавам кучиња. Предпоставам дека си многу емотивен и принципиелен. Више имам зборено за тоа, така да не се повторувам само на другите видеа. Предпоставам дека ќе снимаш гейминг, дека купи нов компјутер. Можеби ќе видим, уште немам ни време толку за да размислам за тоа, али еве наскоро можеби ќе размислам. Стварно. Ако ништо друго, барем Fortnite, што и знаете дека ја обожавам. Предпоставам дека си многу инаетлива личност. Не секогаш, ама знам да сум голем инат. Некогаш стварно знае да ме фати инат и да бидам голем инат, али не сум секогаш. Предпоставам дека ќе откриеш кој ќе биде следниот гостин во 90 секунди. Дали да ви откриам? Ајде, еднаш да бидам добар. Поише пати сум ви открил, али ајде еве денес ќе бидам пак добар, така некако се осеќам убаво. Денес сме среда, така да во петок во 90 секунди во 13:00 часот немаме еден гостин, туку имаме двајца и тоа се Тино и Атанас. Многу добра епизода и поразлична од другите. Предпоставам дека јадеш многу благо. Не многу, али јадам. Предпоставам дека бираш кој да биде во твоето друштво и си многу искрена личност. Да, обкружувајте се само со вистинските луѓе и обкружувајте се ако треба со 20 вистински, а не со повеќе лажни. Мудри мисли со Стефан. Еве пак само ме фалите, нешто ми кажувате, иако се ко карактеристики не сакам ја толку многу да се фалам себе, така да, али фалам ми, значи многу се што читам тука стварно ми се полни срцево. Дека си многу лош возач. Па не сум никако возач, така да кога ќе бидам возач, тогаш ќе судиме дали сум добар или лош. Моментално сум не возач, туку сум сувозач. Мислам дека Стеф е човек кој има лоша меморија. Не, за жал имам добра меморија и памтам секакви глупости, најмали ситници што се скроз небитни, така да не, имам одлична меморија. Црвена ти омилена боја, да, се плашиш од висина. Да, се плашам од висина. Мислам дека доволно заклучивте кога бев во Амстердам по видеоно со авионата и специјалот за 30.000. Секогаш носиш капа? Не. Знаеш да зборуваш на 5 јазици? Па ако се рачуна, например, македонски, англиски, српски, хрватски и кажете некој друг сличен ваков нашки, црногорски, тогаш зборувам. Мразиш те нервира кога некој да вика Стефанатор. Па да, али толку стана мимшо и мене ми е, не си го сваќам тоа толку, се изнервира кога му сгрешив нешто, туку више стана мим, така да не знам. Не се нервирам толку, ама Стефанатор сум, Стефо. Фала многу. Предпоставам дека има 90 секунди што би сакал да ги избришеш од каналот. Не постоја такви што би сакал да ги избришам. Дефинитивно сум горти на секое, не само 90 секунди, на секое видео воопшто, што колку и да е лошо, сепак тоа е некоја цел процес на еволуција што само ме прави подобар, така да. Предпоставам дека би потрошил повеќе од 1 сат за да направиш тамнейл на видео кој многу ти значи. Дефинитивно би потрошил 5 сати ако треба на тамнейл, посебно еве дека си нагласил дека е видео кој многу ми значи, сигурно би потрошил. Кој што кажав, многу сакам се да ми изгледа супер, така да и там не или многу сакам да си правам, а и покрај другото студирам и графички дизајн, така да ми е на некој начин некоја си професионална деформација, али не можам, некојаш немам толку време да еритирам толку време тамнейл, али посебно за некој видео кој што викаш што многу ми значи, што се така побитни, сакам да ми изгледа тамнейлот баш онака што сум си го замислил и го еритирам дури не стане перфектен за мен. Организиран човек кажа, предпоставам дека не веруваш во хороскоп. Не, али верувам во карактеристиките на хороскопските знаци. Например, на сите хороскопски знаци има нешто во тие карактеристики стварно, а во ние дневни, месечни не верувам и што се прави глупости. Измислени работи што така само некој си ги пишува и си ги меша и си ги врти со години. Повлечен во себе и таинствен. Сум доста повлечен, не кажувам се и многу работи тискам во себе, тоа не е убаво, зборете со луѓе, зборете се што ве мачи, скажувајте си на глас, на ваши најблиски, не криете толку работи во себе, затоа што не е убаво да се тиска нешто во вас и јас пробувам се поише да зборам, а таинствен, не. Таинствен сум можеби за која следен гости на 90 секунди, али ето и тоа ви кажам, така да, не многу. Позитивно реагираш на многу работи и си смирен и без брзање одлучуваш. Кога како? Дека имаш многу кратка коса и затоа на секој видео носиш капа. Па не би рекол дека ова е баш кратка коса, ама добар. Обрнуваш
големо внимание на малите нешта, дефинитивно ги почитам сите мали нешта и многу се радувам на ситници, така да yes. Трпелев човек си не избунуваш одеднаш. Да, али како што кажав и претходно за натискањето од себе, некогаш и не треба толку да си се така да си премногу трпелив и да си впиваш се, туку некогаш и треба да кажеш доста. Workaholic. Yes. Дефинитивно. Дека си многу прибирлив, многу бираш. Дефинитивно многу бирам, ама за се. Како да ви кажам. Сакаш да ги правиш луѓето срекни? Дефинитивно. Претпоставам дека сакаш да станеш познат актер и да добиеш Оскар. Неам некои такви амбиции во животот. Јас ќе завршам видеото тука. Треба да ме карам дека многу сте ме фалеле. Стакав повеќе претпоставки кога некои работи така поконтроверзни, да ставевме некој як кликбейт на видеото, али немаше нешто такво. А може и доста веќе повеќе од 2,5 години на YouTube, доста може и веќе знаете и сум ви кажал за мене, па не претпоставувате многу и више знаете. Како и да е, фала ви на сите убави зборови што ги значитов, фала ви за целата поддршка, лајкнете го видео ако ви се допадна и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал доле. И ние се гледаме во следното видео, а тоа е 90 секунди во петок во 13:00. Ciao.